Почитувани новинари, почитувана јавност, денес би сакал да кажам неколку работи по однос на оно што се случува во собранието. Првата работа е дека денес е јасно кои беа најсилните аргументи за ослободителната пресуда за случајот Подкуп. Гласањето на парламентарното мнозинство денес за договорот уцена е најсилниот аргумент за ослободителната пресуда за случајот Подкуп. Станува јасно дека некој превземал обврска Македонија да ја доведе да се согласи и да потпише во подчинета положба кон друга држава. Доказ за тоа е брзањето на власта по скратена постапка да го протурка овој договор со Грција без да даде можност да има расправа и аргументи. Ако договорот е толку добар, колку што тврдат, зошто власта не организира прослава? Ако договорот со Грција е толку добар, зошто го криеа до последен момент? Ако договорот со Грција е корисен за Република Македонија, зошто го гласаат во еден ден и зошто ја менуваат матичната комисија која можеби ќе одлучеше да расправа 3 дена, 13 дена, 30 дена, уставно право да се вклучи? Тоа, почитувани граѓани, покажува дека овој македонско-грчки договор не е компромис, туку е уцена која што некој морал да ја потпише. Дали за претходно сторени действија и превземени обврски или за одредени награди кои што во иднина ќе следуваат. На тие личности кои што ова го направиле во свое име, занемарувајќи го народот, интересите на граѓаните и институциите како што се Собранието и председателот на Република Македонија. Со ваквиот договор Македонија, за жал, самата ја поништува и ја суспендира меѓународно правно валидната пресуда на Меѓународниот суд на правдата која што беше во наша корист. И имајќи ги предвид тука кршењето на процедурите во Собранието од така наречениот председател Џафери, само ќе кажам дека дури и во Меѓународниот суд на правдата има повеќе почит, право, почитување на процедура, демократија и аргументи, отколку што тоа го има во Собранието на се уште Република Македонија. Со овој договор Република Македонија се откажува од напорите и успесите кои што биле постигнати од сите влади од 1991 година до денес и сите председатели на држава кои што беа кронисани досега со 140 земји кои што уставно не признале под нашето име, меѓу кои и Соединетите Американски држави, Канада, Русија, Кина и многу други. Затоа би сакал да кажам дека е јасно зошто владата го злоупотребува европското знаменце за договорот кој што е уцена од страна на Грција. Затоа што не сака за ваквиот договор да има отворена, сериозна расправа. Сакаат што побрзо да го изгласаат и тоа е најголемиот доказ дека овој договор има многу фалинки и дека овој договор не е од корист за Република Македонија. Овој договор правно е антиуставен, а национално е понижувачки. Понижувањето ќе го трпи македонскиот народ и сите други правдолюбиви граѓани кои што со ваквото работење на Собранието чувствуваат правна несигурност и за себе и за Република Македонија. Би сакал дополнително да кажам дека ваквото однесување, злоупотребата од страна на владата на европското знаменце е многу лесно докажлива. Пред некое време кој имавме договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Што беше тој договор различен за да нема европско знаменце, а уцената подпишана со Грција да има европско знаменце? Што беше тој договор со Бугарија поразличен и таа земја членка на ЕУ за да не оди по скратена постапка, а договорот со Грција и подпишаната уцена доди по скратена постапка? Овие однесувања се докази дека оваа власт не е спремна да ги почитува правните норми на Собранието, кога нема аргументи за штетни договори кои што ги подпишува во името
на се уште Република Македонија. И на крајот, ќе кажам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери, заради ваквото однесување, прекршување на принципи, закони, деловник, устав и самиот интегритет на собранието, ќе напушти работата на собранието. Не планираме да бидеме соучесници во носењето на штетни договори за Република Македонија, кои што државата ја доведуваат во починета состојба, а истовремено тоа се прави на еден недемократски начин со прекршување на законите, на уставот и на деловникот. Благодарам многу, повелете доколку имате прашања. Што одлучат понатаму партиските органи? Повелете доколку има други прашања. Што одлучат понатаму партиските органи? Повелете. Што е сега, дали ќе повикате да се одбрани името исто тоа што повикавте да се одбрани државата на 27 април, па да повикате пак на протести? И второ прашање, слушнавте вие како преговарате, дали да се плашите од најавите документи што треба да ги објави министер Социјас? Република Македонија имала многу председатели, многу премиери и министри за надворешни работи. Ниту Борис Трајковски, ниту Киро Глигоров, ниту Ѓорѓе Иванов, ниту Илинка Митрева, ниту Бранко Црвенковски, ниту Љупчо Ѓоргиевски, ниту било кој досега не потпишал ваков договор со кој што државата ја доведува во починета положба и истиот е спротивен на уставот. И мислам дека тоа е најголемото предавство што е извршено од страна на оваа влада. Затоа што се потпишува нешто кое што е грчка уцена, а не е резултат на компромис. Повелете. Дали ќе публикувате сега искрено на ресурсите да се стане? Република Македонија денес е доведена во една ситуација каде што парламентарното мнозинство со кршење на процедурите, на законите и на уставните норми насилно и по скратена постапка носи закони кои што ќе имаат непоправливи последици за нашата држава. Особено за уставот и особено за достоинството на македонскиот народ. И сметаме дека народот ќе најде начин тоа да го санкционира. Благодарам многу. 11 години ВМРО-ДПМН беше на власт, вие бевте долго време министер за надворешни работи. Дали имавте намера тогаш, дали сте разговарале, евентуално се прекинат преговорите, да се бара во Обединетите нации промена на референцата под која сме заведени во Светската организација? Дали имаше такви иницијативи, бидејќи не знаеме што се случуваше? Најголемата иницијатива која што успеавме заеднички да издействуваме, тогаш во консултација со сите политички партии, беше иницијативата да покренеме тужба против Грција за прекршување на привремената спогодба и истата со едногласен став на судиите од сите земји во светот во Хаг да ја добиеме во наша корист. За жал, со ваквото потпишување на уцената од Грција, Македонија сама се откажува од меѓународната пресуда која што беше донесена во наша корист. Благодарам многу.